Протестите во Македонија влегоа во својата втора недела, а земјата веќе 2 години е во тешка политичка криза, изјави Никола Груевски. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија масовно продолжува да протестира низ југоистокот. Општина Валандово веќе 6-ти месец е дел од проектот кој го спроведува заедно со општина Кресна од Бугарија за проекти за реката Вардар. Република Македонија е транзитна земја и во земјава нема да има бегалски кампови, истакнаа од кабинетот на претседателот Иванов. Добар ден, почитувани, вие сте со дневникот на телеканал А1. Започнуваме. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија масовно продолжуваат да протестираат низ југоистокот за зачувување на унитарноста и сувереноста на Република Македонија. Струмица, Гевгелија, Радовиш и Валандово се приклучија на протестот. По платнево протести, маршови во Струмица и во целата држава се очекува повторно да има и да започнат во 17 часот. Праќаме до нашата Македонија да ни биде вечна, да ни биде целосна, да не подлегнем под никакви закани и не знам како да се изразам. Македонија ни е наша и вечна ќе ни биде за секогаш. Напред Македонија! Напред Македонија да живее! За Македонија. Ништо друго. Кадо народот, како да го речем, да ја сочуваме Македонија, да сочуваме нашите територија, да ја сочуваме луѓето мои кои живеат со мене заедно, знам колку е тешко, да не бидеш македонец во тоа време и би сакал да и порака испратам до мнозинството народ македонски, од сите вери и вероисповести, да го поддржат ова. Ние граѓаните за заедничка Македонија македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои живеат во нашата татковина, бараме сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија. Тука во главниот град на Република Македонија да ги отврнат платформите пишување во туги држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владина програма кој не би била изгласана од граѓаните на изборите. Бараме од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ да не допушта да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Бараме од претседателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, да го почитува уставот, да не доделува мандат после истекување на рокот кој веќе е истечен, и затоа што давањето на мандатот за платформа од туга држава ќе го направи соучесник во раздевитувањето на Република Македонија. Да живее Македонија! Да живее! Само две бои, црвена и жолта. Бараме ние жителите на оваа држава да се доведе во оваа земја во ред. Било по кои избори, без разлика за кого гласал, да биде на власт, да се почитуваат демократските избори и резултати. Да нема математики, да живее Македонија. Македонија на кој нема никој по пар да и го смени знамето.
Да живее Република Македонија! Подобро е секој ден овде слободно и мирно да стојам и шетам, отколку да ја изгубам државата и сам себе да се поништам. Слободата, мирот, слогата, еднаквоста се најголемите вредности. Се молат сите граѓани за подобар животен стандард и поквалитетни услови за живот. Сите да излегуваат секојдневно на мирни маршови за заедничка Македонија. Затоа што подобро е вака, отколку со сила да не снајде, не дај Боже, последното. Имаме ум и веќе искусено и видено. Во име на горе наведеново, ги молам лидерите на партиите, коалициите, на разум и нека направат заедничка, техничка, стручна, професионална влада за спроведување на попис, реален, на нов изборен метод, пример, една изборна единица, отворени листи, па потоа избори. Лично сум против платформата затоа што не нуди предлози за подобар животен стандард, поквалитетни услови за живот, туку напротив фаворизира една националност на другите и ствара нови трошоци и проблеми. Конкретно, точка 1. Постигнување целосна равноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот. И сите 4 подточки сум против, затоа што веќе е реализирано. Точка 2. Постигнување економска равноправност и општествена благосостојба, особено преку рамноправен регионален развој. Сум за, меѓутоа некако што е наведено во подточките од платформата. Македонскиот јазик е нашата татковина. Македонија и историјата ја парчеле и делеле, но душата на македонскиот народ никогаш и никој не успел да ја распарчи. Токму поради ова, браќа и сестри македонци и македонки, да се дружиме сите заедно во еден силен факел на унитарна Македонија, во која македонскиот народ ни својата долга и трагична историја конечно успеа да го оствари својот идентитет, да го изгради домот на својата државност и да ја гради својата иднина. Иднината не е на распродажба и партиски дилови. Драги браќа и сестри, иднината се нашиот јазик и нашата унитарна Македонија. Затоа не треба да дозволиме да ни уриваат, уценуваат оние кои имаат неколку резервни држави, некои несовесни политички лидери и странците кои отсекогаш не гледале како буре барот на Балканот. Им покажуваме, почитувани, дека можеме да се избориме и со собствената независност и за својата држава. Им покажавме дека Македонија не може да биде демократска држава што се бори за правата на сите граѓани, а со тоа и за сите етникуми, кои ги уживаат буквално сите човечки и граѓански права, како и во своите модерни, развиени, демократски во Европа и во светот. Им покажавме и дека можеме да се бориме и за безбедноста и мирот во светот, учествувајќи при тоа во сите досегашни мировни емисии и војни операции на НАТО партнерите. Им покажавме дека имаме капацитет да бидеме модерна европска држава која има право на својата историја, на своето име и на својот јазик. Протестите во Македонија влегоа во својата втора недела, а земјата веќе 2 години е во тешка политичка криза. Во интервју за Телеграф.РС, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вели дека македонскиот народ е на нозе и дека нема да се повлече.
Протестите во Македонија влегоа во својата втора недела, а земјата веќе 2 години е во тешка политичка криза. Во интервју за Телеграф РС, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека македонскиот народ е на нозе и дека нема да се повлече. Груевски во интервјуто за Телеграф.РС говореше за можните излези од кризата, односите со албанците и ситуацијата во регионот. Груевски ситуацијата ја опишува како тензична и неизвестна. Објаснува дека тешко може да се очекува било што друго освен протести на граѓаните, кога, како што вели, одите спротивно од нивната волја, спроведувајќи сценарио за потполно редефинирање на државата и комплетна промена на нејзиниот концепт и минато, но и со изборни измами. За жал, минативе месеци тоа се случува во континуитет. Граѓаните својата поддршка на предвремените избори ја дадоа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, составена од 25 партии од сите етнички заедници – турци, срби, роми, власи, бошњаци и останати. Граѓаните се одлучија за нашата програма и проектите кои ги нудовме. Тие му го свртеа грбот на Зоран Заев и СДСМ, иако тоа најавуваше убедлива победа на изборите. Вели Никола Груевски. Тој кажа дека народот застанал на страна на неговата партија и коалиција и покрај огромната финансиска и логистичка помош која Зоран Заев ја добивал од организацијата и логистиката на Сорос и странските центри. Смета дека со тоа создава еден опасен преседан, чиј главен столб би бил продажба и непринципиелна трговија со интересите на државата. На прашањето на дали протестите на улица може да ескалираат, Груевски вели дека гневот во народот е огромен и дека навистина е срамно и недостоинствено кога се тргува со нешто за што се бореле и гинеле предците. Груевски во интервјуто уште еднаш повторува зошто Тиранската платформа не е прифатлива за него и неговата партија. Основна причина е, како што велим, што е припремена во Тирана. Како што призна од партијата БЕСА, платформата ја припремиле од албанската влада, а подпишана е под патронат на Еди Рама. Потполно неприфатливо е акт на туѓа држава да биде основен документ под кој ќе се формира едната владина коалиција. Напоменува Груевски во интервјуто. Председателот на Фудбалската федерација на Црна Гора, а воедно и легендата на југословенскиот фудбал Дејан Савичевиќ, во телефонска изјава вели дека Македонија има своја државност, има свој устав. Гледајте, мислим да со тоа све желје одреđеnih поединаца и одреđеnih групација. Мислим да Македонија има своју државност, има свој устав и по мојом мишљењу мислим да Македонија треба да остане заедно, да тоа буде и дале. Најгора солуција е рат. Мислим да у рату рат не доноси ништа добро. Не дај Боже да се тоа деси тамо код вас, jer знам да имате доста проблема. Македонија е едној специфичној ситуација, jer читаво окружење око нje има неке своје, да кажем, претензije и уколку би се, не дај Боже, десио рат, мислим да би тоа било лоше по stanovništvo. Generalno gledajući, a onda bi vjerojatno te neke manje grupe, što ja kažem, nekih ljudi vjerovatno profitiralo, ali mislim da Makedonija treba da ostane, da sačuva mir. Najbitnije je sačuvati mir u državi. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција рече дека нема да воведуваат нови пракси и ќе го чекаат председателот Иванов да им го даде мандатот во рок од 10 дена. Тој најави дека денеска во писмена форма на председателот Иванов ќе му биде доставена програмата на новата владина коалиција. Председателот на СДСМ Зоран Заев во денешното обраќање ја представи програмата на новата реформска влада, на која, како што рече, тој ќе биде премиер. Сите многу брзо ќе почувствуваат што значи да се живее во слободна и демократска Македонија. Нема повеќе да има подобни и неподобни. Нема повеќе да има над македонци, над албанци, над луѓе. Сите сме еднакви и сите ќе уживаме еднакви права во нашата заедничка држава, Република Македонија. Отворени сме за соработка, заедно да ги поставиме приоритетите и да ги најдеме на добрите заеднички решенија за сите прашања од интерес и потреба за граѓаните. Само заедно можеме да однесеме Македонија напред. Доста е омраза, конфликти, поделби, изолации.
Македонија не смее повеќе да ризикува со криминалци на власт кои ги коцкаат спокојот на граѓаните и стабилноста и безбедноста на државата за своји лични интереси, како што тоа го прави раководството на ВМРО-ДПМН. Со овие луѓе е завршено во политиката, зашто ги изневерија очекувањата на граѓаните и зашто се обидува да стават рака врз севкупната слобода во Македонија и врз сечи живот. Затоа во Македонија не е возможна реформска влада со Никола Груевски и со раководството на ВМРО-ДПМН. Денес аболицираниот Зоран Заев еден час читаше празен политички памфлет. Истиот тој кој во Швајцарија зборуваше за кантонизација, денес од седиштето на СДСМ се заплетка во сопствената мрежа. Не ја подценувајте интелигенцијата на граѓаните и ако водите квалитетна политика, кажете го тоа со една кратка реченица дека ја отфрлате таранската платформа на која не е местото во унитарна Македонија, истакнаа денес на пресконференција од ВМРО-ДПМН како реакција на пресот на Заев. Денес аболицираниот Заев еден час се трудеше преку читање на партиски памфлет да ја увери јавноста, а тоа можеше да го направи само со една минута. Да се откаже јасно и гласно од платформата од Тирана. Истиот овој Зоран Заев, кој во Швајцарија зборуваше за кантонизација на Македонија, денес во седиштето на СДСМ се заплетка во обидот политичкиот став и одлуки да ги сокрие зад идните дебати на експертите од повеќе страни и политички партии. Господине Заев, не ја подценувајте интелигенцијата на македонските граѓани. И ако сакате да ги уверите дека водите политика корисна за Република Македонија, докажете го тоа само со една кратка и јасна реченица, дека ја отфрлате платформата од Тирана како платформа на туѓа држава, која што нема свое место во политиката на унитарна Македонија. Одлуката на Кривичниот совет за определување притвор за сопственикот на телевизија Нова Сејат Кочан е политички монтирана и представува дефокусирање на СДСМ од актуелно прифатената тиранска платформа, пренесуваат македонските медиуми. Коментарите, но и мислењата на аналитичарите се дека партијата преку својата продолжена рака, специјалното јавно обвинителство, се обидуваат да ја дефокусираат јавноста од прифаќањето на тиранската платформа, која е вовед во редефинирање и федерализација на Македонија. СДСМ почна да се пресметува со медиумите кои не ги држи под контрола. Вака во јавноста беше примена информацијата дека Кривичниот совет ја прифатил жалбата на СЈО и му одредил притвор на сопственикот на телевизија Нова Сејат Кочан. Меѓу граѓаните се коментира дека одлуката е брутален притисок врз медиумот кој е дел од оркестрираната хајка, која од бихачка подолг период ја водат против сите оние кои не ги држат под контрола. Дел од медиумите објавија дека на носењето на одлуката најмногу влијаела судика, сопруга на поранешниот министер на СДСМ обвинет за корупција, откако претходно Кривичниот совет не донесе одлука за притвор, бидејќи според информациите за тоа немало никаква основа. Информацијата за притворот на Кочан во бошњачката заедница во Македонија беше примена како директен атак врз нив, бидејќи познатиот бизнисмен со години е еден од најголемите поборници за нивните права. Председателот на партијата на бошњаците Зеке Рамчиловиќ истакна дека се прави удар врз бошњачката заедница, бидејќи ставовите на бошњаците се мултиетничка, мултикултурна и унитарна Македонија. Све што се случува ми наликува навистина на едно добро осмислено сценарио кое што на некој начин вие како ете и што спомнавте, Сејат Кочан освен како успешен бизнисмен, собственик на медиум, значи е бошњак и тоа не е некој што стои по страна, туку постојано со сите своји активности активно е вклучен во подобрувањето на статусот на бошњаците, дури многу активности, манифестации, хуманитарни активности, дури не само тука во Македонија со различни, кога се случувале различни елементарни погоди, туку и надвор. И сето ова ми наликува некако дека со ова се прави и еден удар врз бошњачката заедница.
Освен телевизија Нова С ја упадна и во МПМ, кој управува со трите водечки дневни весници: Дневник, Вести, Утрински вестник, во Сител, Канал 5 во новинската агенција Нетпрес, Република Радио Слободна Македонија. Познавачите на состојбите ова го опишуваат како директен, брутален притисок врз десетици медиуми кои не се под контрола на СДСМ. Партијата на Заев преку СЈО со тенденција одат на притисок врз сите овие медиуми со цел да ги замолчат и истите тие да не ја шират вистината за предавството на државата со прифаќањето на тиранската платформа која е вовед во редефинирањето на државата. Продолжуваме со останатите информации. Македонските иселеници во диаспората имаат јасен став во однос на моменталната политичка состојба во земјава. Името, идентитетот, соевереноста, знамето и јазикот се нешто кое не смее да се промени. Како што истакна Горан Торбаков, експерт за диаспората, нашите иселеници остро ги критикуваат прашањата за воведување двојазичност во Македонија и според нив тоа не може да се случи. Ставот на диаспората е секојпат бил секојпат и секојпат ќе биде многу јасен во овој поглед, дека сите национални интереси на Република Македонија, а тоа е нашето име, нашата сувереност, знамето, грбот, јазикот, се нешто кое што не смее да се промени и дека ние како македонци од диаспората на секој можен начин ќе го браниме тоа. Ние сите ја разбираме, знаеме што значи двојазичност, поготово во едно општество во кое што е толку софистицирано и развиено. Јас моите 26 години ги поминав во Австралија. И секако во Австралија на никој не ни е забрането да си го збориме македонскиот јазик, дали е тоа дома, дали е во нашите друштва или организации кои што постојат македонски. Меѓутоа, официјалниот јазик на државата е англискиот. Секако дека на оние на кои што им е потребно да речеме поддршка од преведување, многу институции имаат можност да повикаат преведувач кога некој има закажано некаков состанок, дали е тоа во социјално или е во агенцијата за вработување. Меѓутоа тоа е на адхок база. Значи, ова не е нешто за кое што ти можеш да влезеш и да кажеш мене сега ми треба преведувач на македонски. Се знае, јазикот официјален е македонски, не е забрането на никој да гаиме вера, да имаме наша црква, која што собствено треба да си ја изградиме. И се знаат стандардите во кои што можеш да изградиш црквата во смисла колкава големина да биде или џамија или било што. Така да, ова што се бара во Република Македонија од двојазичноста е навистина едно прашање кое што несватливо е, поготово за сите нас кои што живееме во општества кои што навистина, да кажам, се развиени и демократски, нели сепак ние како држава се стремиме да влеземе во Европската унија и да станеме дел од едно општество за кое што сметаме дека е развиено, дали е тоа економски или културно или од социјален аспект. И доколку ова прашање е неприфатливо во развиените земји, ја не гледам зашто би било прифатливо во Република Македонија. Па вие во Австралија имате милиони италијанци, имате милиони кинези, имате милиони грци, имате стотици илјади македонци. Замислете сега сите од нив да побараат да се воведе двојазичност во државата. Прво и основно тоа нити ќе се случи бидејќи државата е регулирана со устав и тој устав поготово кај нив можеби не е ни четнат последните 150 години. Повеќе за влијанието на македонските иселеници во својата матична земја гледајте во отвореното студио со Горан Торбаков веднаш по завршувањето на овој дневник. А ние продолжуваме со останатите информации. Република Македонија е транзитна земја и во земјава нема да има бегалски кампови, истакна од кабинетот на претседателот Иванов. Оваа изјава доаѓа по реакциите на идејата на шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц за формирање центри за бегалци во некоја од земјите од Западен Балкан, наместо во држави членки на Европската унија. Република Македонија е транзитна земја и во земјава нема да има бегалски кампови, истакна од кабинетот на претседателот Иванов по реакциите на идејата на шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц за формирање центри за бегалци во некој од земјите од Западен Балкан, наместо во држави членки на Европската унија.
Република Македонија останува на ставот изнесен на состанокот на шефови на држави и влади во Брисел во октомври 2015 година. Во однос на мигрантската криза, Република Македонија како и досега, така и во иднина ќе действува за да ја заштити својата национална безбедност. Република Македонија даде огромен придонес во справувањето со мигрантската криза и тоа беше забележано од сите земји членки на Европската унија и пошироко. Ние и во иднина така ќе се однесуваме. Меѓутоа, за евентуално формирање на кампови за згрижување на бегалци во нашата земја, нашиот став е категорично не, бидејќи во Република Македонија бегалците доаѓаат од земја членка на Европската унија, земја која што е безбедна и не гледаме никаква логика да во нашата земја се формираат такви кампови. Година дена по затварањето на Балканската рута, мигрантите кои беа стационирани во прифатниот транзитен центар Вино-Југ повеќе немаат право на престој во Македонија. Во последно време нивниот број драстично се намалуваше, а денешната бројка изнесува 39 мигранти, од кои 10 мажи, 11 жени и 28 деца. Мигрантите се вратени на грчка територија во тамошните кампови, барајќи си го патот кон некој од западноевропските земји. Со распишување на тендерски постапки со кои ќе се набават потребните материјали за реализација, Општина Валандово веќе 6 месец е дел од проектот кој го спроведува заедно со Општина Кресна од Бугарија, а се однесува за изградба на систем за превенција од поплави. 3 тендерски постапки се во тек во рамките на проектот од ИПА програмата за изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплави кој Општина Валандово го спроведува заедно со Општина Кресна од Бугарија. Општинските власти ќе бидат дел од проектот во следните 2 години, а со него се предвидува адаптација на мерките за климатски промени и превенција и управување со ризици поврзани со климата како ерозии, пожари, поплави, бури. Во овој момент Општина Валандово е во фаза на реализација на уште еден проект од европските фондови. Тоа е проектот изградба на системи за превенција и рано предупредување од поплави. Овој проект проектен партнер ни е Општина Кресна од Република Бугарија. Договорот е подпишан на 17 октомври 2016 година. Значи имат изминато веќе 5-6 месеци. Предвидено е исто така да се постават 2 мерни станици во Валандово и во Кресна, кои ќе се инсталираат на определени точки кои се идентификувани како опасни во базините на двете реки Вардар и Струма. Општина Валандово има објавено 3 тендерски постапки. Едната е за промотивен материјал, другата е за изработка на работна верзија или физибилити студија и отворената тендерска постапка, која што е објавена на страната на Општина Валандово и на страната на Европска унија за набавка на сетови за следење на нивото на водата на реката Вардар. Тоа се 2 сета на реката Вардар кои ќе бидат поставени и еден сет од мониторинг или следење на нивото на реката Анска река, како и заеднички интегриран систем за следење на овие појави. Целта е да се постигне интегриран мониторинг, проценка и превенција од поплави во меѓуграничниот регион, преку користење на специфична опрема за следење на водите. Проектот кој е од областа на заштитата на животната средина ќе чини 380.000 евра, од кои општината која се јавува како негов носител ќе искористи 240.000 евра. Следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Најмалку 5 лица загинаа при пат на хеликоптер во Истанбул, јави турската телевизија НТВ. Во хеликоптерот се наоѓале 2 пилоти, 4 странци и 1 турски патник, објави весникот Хуриет. Телевизијата НТВ информира дека хеликоптерот за гаснење пожар се урнал набрзо по полетувањето, откако удрил во телевизиска кула. Градоначалникот на таа општина Хасан Агун изјави дека несреќата се случила во 11 часот и 30 минути по локално време и најверојатно причината е густата магла.
На територијата на Европа действуваат најмалку 5000 организирани криминални групи, се наведува во најновиот извештај на Европската полициска служба Европол. Во извештајот се потенцира дека посебно загрижувачки е тоа што овие криминални групи се повеќе се занимаваат со криумчарење на луѓе, шверц и продажба на дрога и кибер напади врз компании. Европол посочува дека во текот на минатата година се идентификувани нови 17.500 лица осомничени за прекугранично криумчарење на луѓе, пред се илегални мигранти. 7 лица се повредени, од кои тројца се наоѓаат во критична состојба кога маж вооружен со секира синоќа нападна патници на главната железничка станица во Дизелдорф, административен центар на германската сојузна покрајна Северна Рајна-Вестфалија. Како што најави дописникот на МИА од Берлин, нападот почнал во вагон во возот со кој напаѓачот пристигнал на железничката станица, а потоа продолжил и на перонот каде чекале патниците. Полицијата го уапси напаѓачот кој се обидел да побегне скокајќи од мост, при што се здобил со сериозни повреди. Британскиот весник Guardian тврди дека поголем дел од парите наменети за бегалци од Грција пропаднале, зашто ја обвини грчката влада. Весникот нагласува дека од 2015 година на Грција и биле доставени 803 милиони долари за справување со миграцијската криза и оти во тие средства биле вклучени и други капитали. Guardian цитира висок представник на Европската комисија, според чии оценки од 2015 година трошоците за еден бегалец во Грција се проценети на $780. Со вестите од светот го заокружуваме овој дневник. Следниот е во 20 часот. Останете со програмата на телеканал А1, следува Отворено студио. Пријатно.